Конакот во Лешочкиот манастир, кој е изграден пред повеќе од 150 години, во текот на 2026 година, целосно треба да биде реконструиран. Овој објект се обновува со цел заштита, ревитализација и долготрајно зачувување на ваквиот вид на културно наследство како значен сегмент од македонскиот национален идентитет. Според стручните лица од Националниот конзерваторски центар во Лешочкиот манастир со веково има конаци, а овој објект датира од времето на дејствувањето на Кирил Пејчиновиќ. Се прави обид да се обнови во што е можно по оригинална форма и да се зачува надворешноста. Проектот го има изработено Националниот конзерваторски центар. Во моментов течат фазата на внатрешно заекнување на зидот. Зашто се работи сушност? Имаме оригинален зид од 1818 година со цел да се зачува зидот, односно таму имаме бондрук конструкција. Го стабилизираме зидот од внатрешна страна со цигли и ставаме изолација меѓу оригиналниот зид и заекнувањето. Сето тоа е поврзано со ангери. Следува набавка на прозорци, кои се доста на бројка, преку 100 прозорци, и потоа следува средување на фасадата, но со метод за да се зачува оригиналноста на фасадата. Веќе сме во завршна фаза за конзервација, реставрација и санација на стариот конак, кој е интегрален дел од манастирскиот комплекс. За реализација на овој значаен проект се издвоени 6 милиони денари, а целосно завршување се очекува некаде до крајот на јуни. По завршување на градежните и конзерваторските работи, Тетовско-гостиварската епархија при Македонската православна црква ќе се посвети на уредување на внатрешноста на објектот. Бидејќи конокот е во сопственост на црквата, што е многу значајно за нас заштитарите, понатаму ќе продолжи да живее, затоа што установите интервенираат на објектите, но најважно е да продолжат да живеат. Затоа што само продолжувајќи да живее објектот, има начин како тоа полесно да се одржува. Ние како црква внатрешно ќе го доуредиме за намената која што слушнавте, а тоа е сместување на капацитети на посетители, луѓе кои што се заинтересирани за верскиот туризам, така да конакот ќе биде целосно активен и пуштен во потреба за сите добронамерници кои што ќе сакаат да преноќуваат во овој конак. Во овој манастирски комплекс се работи на конзервација и реставрација на црквата Света Богородица, каде што е откриен значаен трислоен живопис од 14-тиот, 17-тиот и 19-тиот век.